Како до заштита и безбедност на жртвите на семејно насилство. Ова е насловот на прирачникот кој го подготвија Стојне Митева, Катерина Давчева и Сузана Мицева од Сдруженијето Sky Plus, во кој го објаснуваат моделот како е отворен шелтер центарот во Струмица за згрижување на жртви од семејно насилство. Тоа е резултат на соработката меѓу граѓанскиот сектор, Струмичката епархија на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, бизнис заедницата и општинските власти. Со новите измени на Законот за семејно насилство 2021 година, еден од членовите во Законот стои дека општините се должни да учествуваат во поддршка на граѓански организации за заштита, згрижување и поддршка на жртви на семејно насилство, така што ова е примерот како општина Струмица ја дава поддршката на Sky Plus за во случајот згрижување на жртви на семејно насилство, паралелно и најавата за отварање на куќата за отворено домување. Шелтер центарот во Струмица згрижува жртви не само од Струмичкиот регион, не само од југоисточниот регион, туку буквално од целата држава. Тоа значи дека од сите центри за социјална работи ги имаат нашите телефонски броеви, нашите контакти и при појава на било каков случај кога жртвата е со повисоки ризици е потребно сместување. Со функционирањето на шелтер центарот жртвите веќе не молчат, вели проектниот координатор Катерина Давчева, која смета дека нивниот модел е типичен пример како една заедница се грижи за ранливите категории на граѓани. Во шелтер центарот добиваат сето она што им треба да зајакнат, да се интегрираат, да се реинтегрираат назад во средината. Ние веќе имаме успешни примери, семејства, мајка со деца кои што поминале низ шелтер центарот, поминале низ сите тие индивидуални програми за психолошка поддршка, за секаков вид на поддршка, излегуваат од шелтер центарот зајакнати, почнуваат од почеток и имаат успешни приказни кои што со гордост ги споделуваме. Ние на едни јавни настапи имавме и жена која што дојде гласно проговори за сето тоа, за да ги охрабри жените кои што трпат насилство да не молчат, затоа што помош постои, институции има кои што може да им помогнат. Се што треба е да се охрабрат, да го преземат првиот чекор, да излезат од злото на насилната средина и да дозволат понатаму институциите, стручњаците да работат на нивно закрепнување, на нивно зајакнување, емотивно, психолошко, за да се стави крај на целиот тој процес и нивниот живот да почне од почеток. Првиот човек на општината, Костадин Костадинов, најави дека помошта од општината и понатаму ќе продолжи. Таквиот шелтер центар решава проблеми токму на жените и деца жртви на семејно насилство, каде што има можност за неколку денови, месеци, избегнат од средината на насилникот и почнат процес за нивна ресоциализација и нова можност во нивните животи. Како општина која што нуди најмногу социјални услуги во Република Македонија, секако дека нема да бидеме задоволни ако процесот на згрижување на жените и деца жртви од семејно насилство не го заокружиме. И затоа веќе во финална фаза на реализација е и куќата на пола пат или куќа за отворено домување, која што навистина ќе го заокружи целиот овој процес. Со таквиот пристап, преку проектот Грижлив град, каде што со најразлични социјални услуги ставаме фокус на оние категории на граѓани на кои што им е неопходна поддршка институционална или општинска, навистина потврдуваме дека сме грижлив град, град кој што споделува вредности и овозможува шанса за сите. Шелтер центарот за згрижување жртви на семејно насилство во Струмица функционира веќе 5 години и освен од Струмичко, таму се сместуваат и жртви од останатите градови од државата.